Учениците од основните и средните училишта од градот имаат можност да учествуваат на спортскиот турнир во одбојка, футсал и кошарка, кој го организираат Сојузот на спортови на Куманово заедно со Училишниот сојуз и Сдруженијето на спортски педагози од Куманово. Турнирот е по повод предстојниот државен празник 8 септември. Надпреварите се одвиваат на 4 спортски терени во основното училиште Вук Караџиќ, гимназијата Гоце Делчев, економското Перо Наков и Соколана. Целта беше да се искористи ова убаво време, нормално и овие нови изградени терени, да се промовира спортот, уште на почетокот, бидејќи знаете цела година бевме онлайн и училишниот спорт мораше да има така прекинена стагнација, што веќе се провлече година и пол, ако земеме обзир дека и претходната училишна година беше прекината. Така што од почеток да направиме што повеќе активности надвор, да се искористи ова прекрасно време и да се вратиме мотивацијата и се надеваме. Значи не само тоа дека овој училишен спортски турнир по прекрасен државен празник да стане традиционален. Овој турнир во чест на нашата независност, 8 септември, 30 години од независност на нашата држава, но може да кажеме дека е во склоп на богат број на настани во месец септември, каде што полека преку активности сакаме да ги мотивираме училиштата да се вратат во физички активности, кои што беа најнекако отсутни во овој пандемиски период, а училиштата добија сите опрема, да речеме така, или мајчки во разни бои, со своји имиња, со лого на општини, на ССД, како што ја носам јас сега, што најавува дека на 24 септември ќе имаме учество од сите училишта, еден голем настан масовен. Нормално ќе ги следиме и протоколите до тогаш, каде што ќе го одбележиме Европскиот ден на спортот во училиштата со физичко присуство, што проче мината година беше онлайн. Таквите активности се добројдојдени у ова време, особено у ова пандемиско, значи ова ситуацијата последна што е. За децата ова е дружба, рекреација, значи многу е добро организирано и од Сојузот и од училишен спорт, значи ова е добронамерно, значи. Организаторите се надеваат дека турнирот ќе прерасне во традиционален.